Работничката класа попушта под притисокот на дискриминацијата. Местата каде се печели платата неретко се места каде се губи здравието и нервите како резултат на некоректен однос. Ово го покажуваат истражувањата на невладиниот сектор, каде се издвоени најчестите видови на дискриминација на работа. Во делот на дискриминацијата кај нас барем како организација најмногу во однос на работничките права се забележано прекршување на работното време на вработените, обично во текстилните фабрики, а понатаму прекршување на правото за годишен одмор на работниците и секако многу значено, а многу интересно прашање што спаѓа и е во дел на родовата дискриминација е всушност прекинување на работниот однос поради бременост на вработените, односно на работнички. Посебен вид на дискриминација е она за сексуална определба. Базираната дискриминација, дали се тоа ЛГБТ и човековите права за кои што не се зборува многу, зашто денес јас имам прилика повеќе да зборувам од аспект на тоа дека ова е тотално невидлива заедница за општеството, односно институционално, заради тоа што сексуалната ориентација се уште не е вметната како основ за дискриминација во законските решенија. Иако индиции за дискриминација има многу, пријави за неа речиси и да нема. Конкретно, Комисијата за спречување на дискриминација во Штип има расправено само по една пријава. Мислам дека знаат што значи дискриминација сите граѓани, меѓутоа колку тие се спремни да пријават дискриминација, тоа е дискутабилно прашање и сметам дека сепак предрасудите и стереотипите си го прават своето и луѓето не се впуштаат во тоа да пријават дискриминација, било сметајќи дека ќе бидат можеби етикетирани од заедницата, дека ќе бидат осудени од некого и така. Значи мораме да ги охрабриме, да им дадеме поттик слободно да пријавуваат дискриминација по било кој основ, значи има многу основи по кои што може да се случи таа дискриминација. Во 2017 година до Комисијата за заштита од дискриминација се доставени 59 представки за дискриминација. Најголем дел од нив, дури 49%, се однесуваат на дискриминација од областа работа и работни односи.